Господјан Доновска, владата најавува стопирање на изградбата на новиот клинички центар. Што ова ќе значи за македонското здравство? Изградбата на новиот клинички центар е водена и е во координација со Банката на Советот за Европа. Се работи за еден целосно завршен проект, каде што веќе се обезбедени финансиите и веќе е подпишан самиот договор. Она што се очекува и она што може да стартува е веќе изградбата на истиот. Изминативе денови слушаме најави од страна на актуелниот министер за здравство дека постои можност овој цел проект да биде стопиран и да се обезбеди нова локација и да се отпочне нова постапка за истото. Самото тоа би бил еден голем скандал во здравството, бидејќи истото би значило и одоговлекување на процесот. Ке требаат најмалку уште 10 години да се отпочне и да се заврши истиот овој проект, да се обезбеди локација нова, да се обезбедат сите оние потребни подготовки услови што веќе беа обезбедени. А самото тоа и исто така предизвикува нови финансиски импликации кои што се за 6,5 пати повеќе од постоичките и што е најзначајно ќе трпат самите граѓани, пациентите, тоест истите тие ќе треба да чекаат најмалку уште 10 години да добијат квалитетни здравствени услуги, онакви какви што заслужуваат и какви што предвидува самиот овој веќе готов проект. Јас навистина верувам дека СДС и актуелниот министер за здравство ќе се надминат себе си и ќе го поддржат овој проект и нема да се занимаваат со рушење и со стопирање на се она што е отпочнато, а е добро само заради тоа што е од страна на ВМРО ДПМН и дека истите тие ќе продолжат со имплементација на веќе постоечките проекти и со нови реформи кои што тие ги ветија. Се најавува и ревизија на системот за закажување Мој термин. Како тој функционираше досега? Системот Мој термин е меѓународно признат систем. Македонија, од кога го има воведено истиот систем, е многу повеќе високо рангирана од страна на светските и европски реномирани здравствени станци. Истите тие препорачуваат на одредени земји истиот овој систем да биде прифатен и имплементиран во други земји, бидејќи навистина се покажа како добар систем и меѓународно признат, како веќе споменав. Еве веќе имаме еден пример за целосна имплементација, тоа е соседна Србија, целосно го има превземено овој систем и го има имплементирано секако со друго име, мислам, че нам беше мој доктор кај нив, но препораката е таа. Во тек се смени на повеќе директори, а се прават и ненајавени вонредни инспекциски надзори. Сметате ли дека вака ќе се подобри работењето на клиниките или ова е само еден вид притисок? Во предизборието СДС ветуваше поставување на професионалци и експерти во повеќе ресори, како и во самиот ресор на здравството. Но она што го гледаме деновиве со смената на директорите во клинички центар и во различни болници на територија на Република Македонија е класична партизација на целото здравство и поставување на луѓе кои што се партиски послушници и заслужни членови кои што се само за ним познати. Го имаме еве примерот со реномираниот и светски познат доктор Сашко Кедев, кој што е навистина професионалец и баран насекаде во Европа и во светот. И вие имате промена на таков доктор и поставување на некои други. Значи, според мене тоа е класична партизација на целото здравство и не верувам дека оваа партизација ќе даде добар резултат. Сепак треба да се постават луѓе кои што се квалитетни, професионалци во својата област. За жал, се поставува прашањето дали она позната изјава на Заев пред неговото членство дека ќе се менува од хигиеничарка до министер, ќе стане вистина. Плата за лекарите од 100.000 денари, ова беше едно од ветувањата на СДСМ, но кога предлогот беше доставен во собранието, не помине на пленарна седница. Ние цениме дека тоа не е сосема доволно и како ВМРО ДПМН поднесовме еден закон кој што во моментов е во собраниска процедура за покачување на платите на специјалистите од прилика околу 100.000 денари
и веруваме дека ќе биде прифатен од страна на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи истите тие даваа ветување во предизборието дека во првиот месец од нивното владење ќе направат докторите специјалисти да добијат плата од 100.000 динари. Искрено верувам дека тоа ќе биде прифатено и изгласено од сите, така и од нивна страна, и дека наместо Социјалдемократскиот сојуз во првиот месец да се занимава со унапредување на само и единствено ЛГБТ заедницата, дека ќе се посвети и на реформите кои што ги вети во преизборието и да подржи еден ваков закон кој што е од интерес на сите доктори. Ви благодарам за разговор. Благодарам и на вас.